Почитуван председател на владата господин Зоран Заев, почитувани представници на фирмата изведувач, надзорен орган, почитувани медиуми, почитувани граѓани. Оваа влада, предводена од СДСМ, покажа и докажа како се работи на изградбата на капиталните проекти. Покажа како се сака државата и како стратешки се работи на подобрувањето на условите за живот на граѓаните. Овој експресен пат е пример за посветено работење на развој на инфраструктурата, како и подобрување на патната мрежа во државата. Развојот и модернизацијата на целокупната инфраструктура е врвен приоритет на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и владата предводена од СДСМ. Влеговме во инвестициски циклус од преку 1 милиарда евра само за унапредување на патната мрежа во државата. И тоа успешно го правиме досега во изминатите години. И во услови на ковид криза докажавме дека граѓаните ни се на прво место, но и докажавме дека преку изградбата на капиталните проекти во овој момент тоа представува најважната работа и максимално сме фокусирани на нив. Изградбата на експресниот пат Штип-Радовиш е еден од најкрупните капитални проекти во овој регион. Велам дека е еден од многуте проекти, бидејќи оваа влада само во овој регион инвестираше околу 265 милиони евра за изградба и рехабилитација на патната мрежа. Ќе го спомнам и автопатот од Скопје до Штип, како и експресниот пат Штип-Кочани. Изградбата на овој експресен пат од Штип до Радовиш ја реализираме со силна динамика. На првата фаза веќе имаме прогрес од над 85% и веруваме дека неговата изградба ќе заврши пред рокот во април 2021 година. Во однос на втората фаза од Три чешми до Штип и клучката Бучим до Радовиш, работите исто така се одвиваат со силен интензитет. Изведувачите работат забрзано на терен, така очекуваме и овој дел да продолжи и експресниот пат да биде завршен пред рокот. Овој експресен пат е само продолжение на автопатот Скопје-Штип, а преку него со нова патна мрежа и југоисточниот дел од државата не поврзува со соседна Бугарија. Тоа е од огромно значење за економскиот развој на регионот, ако се има во предвид дека овде работат околу 12.000 мали и средни компании. Инфраструктурата останува и понатаму основен фокус на владата и на Министерството за транспорт и врски. Само во моментот инвестираме преку 800 милиони евра во рехабилитација на околу 400 километри патна мрежа. Ова е показател дека во услови на оваа криза нискоградбата има огромно влијание и значење за економијата. Посебно ме радува фактот што во градежниот сектор нема отпуштање на работници, што ни дава за право да констатираме дека најголемо влијание за тоа имаат токму капиталните проекти во изградбата на патната инфраструктура. Остануваат предизвиците силно да се бориме против ковид пандемијата, токму преку вложување во патната инфраструктура, во обезбедувањето на работни места и за побрзо враќање на посакуваниот раст на економијата. Уверуваме дека инвестицискиот циклус во изградба на нови патишта, железници, гасовод и други капитални проекти уште позасилено ќе се реализира. Граѓаните да бидат сигурни дека владата работи за подобра иднина на денешните и на идните генерации. Ви благодарам.